постојат луѓе кои што се најчесто среќни, затоа што се свесни колку се среќни. Последниве денови имав контакти со некои луѓе кои што ми раскажаа тажни приказни, ги споделија со мене своите тажни чувства. Исто така слушав и една емисија во која беше споделена некоја статистика дека ние, како луѓе, нашата земја, сме едни од најнесреќните луѓе во Европа или светот, ако им се верува на таквите статистики. Меѓутоа, како некоја информација, треба да не загрижи, односно да си го поставиме тоа прашање, дали на вистина ние сме толку несреќни или пак само не сме секогаш свесни колку сме среќни. Токму поради тоа решив да се потсетам и да не потсетам сите нас и на тоа колку сме ние среќни. Се разбира, без на тој начин да ја игнорирам, негирам нивната тага, односно сите што ме следите подолго знаете дека јас се залагам за тоа да ги чувствуваме сите чувства и да ги чувствуваме со интензитетот со кој ги чувствуваме, па така и тагата, дека тагата ни е дадена да ја оттагуваме. И сакам да поразговараме за среќата, да ги споделам со вас моите размислувања, а со тоа да ги поттикнам и вашите. Дали ќе бидат слични на моите или сосем спротивни, тоа е ваше. Иако видеото ќе биде во форма на прашања и одговори, јас само ќе се обидам да најдам различни размислувања, да погледнам од различни страни, а не да дадам одговори, затоа што тоа не сакам да го правам и затоа што сметам дека секој ќе си го најде оној одговор кој најмногу му одговара. Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој, вие сте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во новото видео. Како што кажав, ќе одиме прашање по прашање на кои што јас ќе се обидам да ги дадам своите размислувања, па да почнеме од првото. Дали постои среќата и дали е преценета? Ова прашање често го слушам околу и слушам најразлични коментари, најразлични ставови. Среќата постои доколку ние сме свесни за незиното постоење, тоа зависи од нас. И ова ќе го слушнете уште многу пати во видеото, затоа што си зависи од нас, од како ние гледаме на работите. А среќата постои затоа што постои во секој од нас, меѓутоа дали е константна, дали се појавува повремено, што ние подразбираме под среќа, тоа е веќе друго прашање. А дали среќата е преценета? Многу работи денес се преценети или им се дава особено значење понекогаш. Така што и среќата многу често, како и многу други теми, особено вакви апстрактни, може да бидат преценети, меѓутоа исто така може да бидат и недоволно ценети. Ако постојано форсираме на среќа, ако со тоа ги игнорираме другите работи што ни се случуваат во животот, ако сме вечно по потрага по некоја среќа која се наоѓа некогаш таму, тогаш да, среќата е преценета. Ако се обидуваме да ја освестиме или веќе сме освестили среќата во себе, тогаш мислам дека е само ценета онолку колку што треба да биде, а со нашето негирање и постојано повторување дека сме ние несреќни како поединци и како народ, тогаш мислам дека среќата ја потценуваме. Но се разбира, се тоа само мои размисли. Вашите може да бидат и поинак. Второто прашање е тесно поврзано со ова, а тоа е што значи да си среќен. Не постојат точни формули и дефиниции што вас може да ве направи среќни. Тоа вие за себе најдобро го знаете, меѓутоа општо човечко, нешто што е општо познато и што сметам дека општо може да се прифати, тоа е да сме здрави, да имаме мир во душата, да ни е здраво семејството, да немаме некои големи превирања низ животот, да не се соочуваме со големи стресови, што се разбира не е секогаш можно, па како резултат на сето тоа, мислам дека ние и забораваме кога сме среќни и колку сме среќни. Така што, дали сме среќни или не, тоа во голема мера зависи од нас и се разбира од се што се случува околу. Меѓутоа да не заборавиме дека во исти ситуации некои луѓе ќе реагираат поинаку, со многу поголема и подолготрајна тага, нервоза, гнев, бес, а некои луѓе многу полесно ќе ја најдат среќата во малите работи или многу полесно ќе освестат дека и покрај се тоа тие се среќни или биле среќни или даваат дозвола и понатаму во животот да бидат среќни. На тој начин среќата зависи од нас. Што ние подразбираме под среќа, колку ние ќе освестиме нашата среќа и колку можеме да ја чуваме во себе како база
за тоа што понатаму не се случува да можеме од таму да влечиме сила. Тоа е практично и одговор на моето трето прашање, дали може да си постојано среќен. И може и не може, односно, ако ја замислуваме среќата како некоја хистерија, нешто што постојано ние ќе бидеме среќни, живи, насмеани, тогаш не е можно. Затоа што сме живи суштества, затоа што реагираме на се што се случува, затоа што сите емоции ни се дадени да ги чувствуваме. Ако среќата имаме како некоја база од нашата структура, од нашата личност, која сме освестиле и знаеме ние за кои се работи во животот сме среќни, за се што имаме, за што се сме благодарни. И ако нашата среќа е, например, тесно врзана со нашиот мир, со нашето спокојство, со нашето здравје, со присуството и активностите на блиските луѓе, со она што го имаме, а не со она што го немаме или што сме го изгубиле, тогаш мислам дека имаме некоја база, која што е база на нашата личност, сме го направили изборот и покрај се да ја вреднуваме, чувствуваме и освестуваме нашата среќа, тогаш ние сме среќни луѓе. Секој може да каже за себе си, меѓутоа, јас би рекла повеќе константно среќни низ животот, како осознавање дека со самото тоа што сме тука, што постоиме, што сме уште живи, што можеме да направиме нешто, е голема среќа денес. Таква состојба на хистерична среќа која надвор ќе ја покажуваме постојано или постојано ќе се смееме или ништо нема да не допира затоа што сме сега ние среќни, совршени, развиени, отворени, просветлени и не знам какви, според мене не постои. Меѓутоа, среќа како база на нашата личност, од се она што имаме во животот, мислам дека може таква состојба да се постигнува, да се одржува и постојано да се работи на тоа и постојано да се потсетува. Следното прашање ми е дали среќата е избор и мислам дека одговорот на ова прашање веќе го дадов. Во многу од овие ситуации што претходно ги споменав, значи како ќе реагираме на одредени ситуации, дали ќе се потсетиме на тоа колку сме среќни, дали сме освестиле дека сме среќни, дали ќе се дозволиме да уживаме во таа среќа или во тие среќни мигови кои ни се случуваат и покрај се друго што се случува наоколу и што ни е дел од животот, тоа е личен избор. Она што ќе ни се случува се разбира дека не е наш избор, меѓутоа ние можеме да избираме како ќе реагираме и колку ќе бидеме свесни за нашата среќа, додека се разбира истовремено сме тажни. Јас секогаш тврдам дека човекот може да чувствува повеќе емоции истовремено, односно во различни периоди, така што дури кога сме ние тажни од некоја причина за нас, можеме да бидеме среќни за нешто убаво што им се случило на другите. Или кога сме ние многу среќни, можеме да бидеме тажни затоа што нешто не растажило, но тоа не ја менува нашата базична состојба. Или пак во почетокот на денот можеме да бидеме многу тажни затоа што се случило нешто тажно или сме сведочеле, а неколку сати потоа да се освестиме колку сме среќни. Или од друга страна, токму во таквите мигови кои ни прават големи емотивни шокови и поради кои сме несреќни, можеме да се потсетиме на тоа колку всушност во животот сме биле среќни. Среќата на некој начин многу зависи од нас и од нашиот избор. Следува и прашањето дали среќата зависи од она што се случува од надвор и од другите луѓе. И зависи и не зависи, односно зависи во рамките на тоа колку ние дозволуваме да ја живееме и чувствуваме среќата на другите, колку сме отворени и чувствуваме се она што се случува околу нас и умееме да му се радуваме. Се што се случува влијае и придонесува и може да биде збогатување, да трае подолго, да имаме повеќе среќни мигови, да го збогатува нашиот живот. Меѓутоа, ако ние длабоко во себе сме несреќни, надворешните настани и другите луѓе не може да не направат среќни. Една од грешките кои што најмногу ја правиме во животот, што очекуваме од нашите партнери или од пријателите да не прават среќни. Не можат. Ако ние не сме базично среќни, што и да направат тие, ние ќе го заборавиме тоа или ќе го игнорираме, или ќе го потиснеме и ќе си останеме повлечени во нашата тага. Имате безброј случаи, сигурно и вие познавате луѓе кои што според нашите критериуми би требале да бидат среќни, имале семејство, имале прилично пристоен живот, дури имале и некакви важни улоги во општеството и за заедницата, а сепак
bile длабоко несрекни, што некогаш дури со изненадување ние тоа сме го примиле. Или кај многу родители кои се длабоко несрекни во себе. Ако постои таква сила и моќ, тогаш децата би требале да ги прават срекни. Меѓутоа, понекогаш родителите се тажни и покрај тоа што нивните деца се здрави, постигнуваат успеси и така натаму, едноставно немаат капацитет да им се радуваат затоа што се длабоко тажни. Се од надвор што се случува и настаните и другите луѓе имаат придонес, може да влијаат врз освестување, врз подолготрajно трајање на тие среќни мигови. Меѓутоа, не може да не направат среќни ако ние немаме база за тоа, ако ние не дадеме дозвола, ако ние не сме отворени за чувството на среќа. Се разбира дека сите овие прашања се тесно поврзани, па така и следното, како да бидеме среќни кога се случуваат тажни настани или кога другите околу се тажни. Мислам дека веќе го пренесов своето размислување, меѓутоа ајде да го конкретизирам. Значи, можеме да бидеме среќни кога се случуваат тажни настани и кога сме покрај тажни луѓе, затоа што на тој начин можеме ние да им ја покажеме среќата и да ги инспирираме, се разбира, ако се во длабока тага би било лудо да се опитуваме да ги присилуваме да бидат среќни. Например, во некои многу тешки ситуации можеме да бидеме среќни затоа што ситуацијата не е потешка отколку што била. А тоа не значи дека нема да бидеме тажни во исто време за сето тоа што се случило. Тоа може да го наречете утеха, може да го наречете помирување со нештото, меѓутоа некогаш едноставно се наоѓаме во такви ситуации што и човечки е да го правиме тоа, да си дадеме утеха, да се помириме со нешто што не можеме да го промениме и да се обидеме во тоа да го видиме она што е сепак добра работа во целата приказна или она што било добра приказна. Можеме и во ситуации во кои другите околу се тажни, во кои има некои тажни настани, да бидеме среќни, базично среќни, или барем да бидеме мирни и на тој начин да придонесеме и да помогнеме. Затоа што понекогаш, ако ги оптовариме и преплавиме луѓето кои се тажни со нашата тага дополнително или ако не обземе тага во одредени ситуации, не можеме ни адекватно да реагираме. И овде ќе ја споменам на Толстој реченицата дека сите среќни семејства наликуваат едни на други, а сите се несреќни на свој начин, со што апсолутно се согласувам, затоа што обично среќните семејства ги карактеризира здравје, љубов, заедништво, убава комуникација, средства за пристоен живот, а додека несреќата може да биде предизвикана од многу различни причини. Но исто така семејствата имаат таа моќ да држат една заедничка приказна, па да форсираат среќа, да ја гледаат среќата, да ги учат возрастните своите деца, да гледаат среќа во се, да ја освестуваат постојано, а во други семејства некако да се повеќе наклонети кон тоа да бидат несреќни, да бидат тажни и секогаш кога нешто убаво ќе се случи, најчесто да биде да, ама, ако беше вака, ако имавме тоа, ако не се случеше ова. И во таквите семејства, сакам тоа да го поврзам со претходното, можеме да избереме да бидеме и ние несреќни, константно, затоа што тоа ни е некаков долг, ако повеќето се несреќни членови, сега и ние ќе бидеме, или пак да избереме ние да бидеме среќни, онака како што можеме и на тој начин да влијаеме врз нив, да ги повлечеме, нормално ако така избереме и ако имаме капацитет за тоа. Затоа што колку и да се несреќни членовите на нашето семејство и луѓето кои не сакаат, не би сакале и ние да бидеме несреќни, или барем најчесто тоа е така во здравите и функционални семејства. Така што, а понекогаш сме несреќни само поради тоа што некој во нашето семејство е несреќен, а некогаш дури не сме сигурни дека тоа е така, туку тоа се наши претпоставки, па ние сме несреќни поради тоа што тој е несреќен или што тој е тажен, а не сме дури ни сигурни дека е тоа така. Можеме да избереме да бидеме среќни и кога другите околу нас се несреќни, не само семејството, пријателите. И тоа не значи да сме безчувствителни, тоа не значи да не сме свесни за нивната тага, тоа не значи да ја негираме. Да, постои, меѓутоа секогаш има причина да бидеме и ние и тие среќни. И за крај да го споделам она што јас го мислам за себе и за својот живот и за себе како личност. Јас освестив и научив да бидам среќна, да бидам задоволна со тоа што го имам во животот,
да ги прифаќам работите кои што не се секогаш лесни за прифаќање, затоа што тоа ми дава мир. Тоа се однесува, се разбира, на работите кои не можам да ги сменам, кои не зависат од мене, кои ќе се случуваат дали јас сакам или не сакам, независно. Меѓутоа, јас повеќе некако зборувам за константна среќа, за еден преглед низ животот во кој што имало многу среќни мигови, многу убави луѓе, многу пати сум се чувствувала толку многу среќна и заради себе, и заради работи кои се случуваат околу, и заради другите луѓе, и некако мислам дека на крајот и тоа е битно. Многуте мали мигови кои што формираат една база, една константност низ животот, што не значи дека нема да бидеме тажни, што не значи дека нема да паѓаме, што не значи дека нема да бидеме исто така и несреќни и тажни во одредени периоди во животот. Ако сме здрави, ако членовите на нашето семејство се здрави, ако имаме некаков пристоен живот, имаме пријатели, да споделиме како се чувствуваме или само да молчиме, тогаш мислам дека тоа е доволно, а некогаш и премногу, за да бидеме среќни ако го освестиме тоа и ако знаеме да бидеме благодарни за она што го имаме и фокусот повеќе да го задржуваме на тоа што го имаме, наместо на тоа што го немаме или што сме го изгубиле, затоа што на крајот на краиштата и ништо ние вистински немаме. Се имаме само себе си, но затоа се што имаме, нашето време, нашите емоции, нашите зборови, поддршката, љубовта, можеме да го споделиме со другите луѓе, да ја освестуваме нашата среќа заради себе и заради најблиските и да ја споделуваме меѓусебно, независно од се што ќе се случува и вака и така низ животот. Јас ви посакувам да сте среќни, да имате убав ден, почесто да освестувате вашата среќа, да ја споделувате со вашите најблиски и со некое ново видео се гледаме наскоро, а до тогаш погледнете ги моите стари видеа, ставете лајк ако ви се допаѓа ова видео, споделете го со некој ако мислите дека може да му помогне, приклучете се на каналот, се гледаме наскоро. Се најубаво.